станало ова заболување, меѓутоа во настанокот на повеќе заболувања загадувањето има големо влијание, исто така и развојот на алергиските заболувања, астмата, алергискиот ринит се условени до некаде од ова загадување, тие почнуваат поинтензивно да се јавуваат како патологија после индустријската револуција. Претходно не биле премногу познати, а биле тешко да се препознаат во принцип. Меѓутоа, основните потешкоти што ги предизвикува загадувањето, особено во некои сезонски условени ситуации, се кашлица, надразнителна, непријатен мирис, дразба, чешање, печење во носот, во очите, сува или влажна кашлица и зголемена секреција од дишните патишта. Последните години се наоѓаат поврзаност помеѓу развојот на периферните белодробни карциноми, особено од типот на аденокарцином, со големината изложеност на загадување, меѓутоа како сите карциноми не може да се каже дека една е причината или една состојба, само пушењето или само изложеноста, а и веројатно дека се работи за мултифакторијална етиологија, че повеќе фактори доведуваат до појава на... Но колку влијае загадувањето? Не знам, не можам да го измерам тоа во проценти во одредена единица, меѓутоа сигурно ќе влијае овој вид на загадување, ќе се осети за 20 на 25-30 години на бројот на појава на белодробен карцином. Препораките се помалку во вакви пикови на загадување, помалку да се изложуваме на можноста да бидеме во допир со загадувањето, односно помалку да седиме надвор. Тоа е вообичаена тенденција во зимските услови, повеќе се седи дома, некаде сме комплетно заштитени во домашните услови, меѓутоа сепак концентрацијата кога се држи затворен прозорец, помала концентрација на овие частички во домашните услови, ретко кој има можност да ги провери тие, на улиците или околу главните сообраќајни патишта, сообраќајни крстосници се загадувањата највисоки, затоа треба тие да се избегнуваат,